тек се градежните работи на магистралниот гасовод Скопје-Тетово-Гостивар. Председателот на владата на Република Македонија Емил Димитриев и лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски извршија увид на работите за изградба на гасоводот. Станува збор за проект чија вредност е околу 28 милиони евра. Изградбата предвидена е да заврши за 2,5 години од денес, но веруваме дека бидејќи теренот е добро припремен веќе, очекуваме и побрзо за 2 години да стигне гасот до Полошкиот регион. Вредноста на проектот е околу 28 милиони евра, должината на гасоводот е 76 км магистрала помеѓу Скопје и Гостивар и приклучокот кракот за Тетово 10 км. Овој регион се очекувам по нашите пресметки и калкулации да има потрошувачка помеѓу 80 и 90 милиони метра кубни годишно. Тоа значи дека ќе се намалат сите други енергенси во тој износ, бидејќи знаете дека гасот е чисто еколошко гориво, очекуваме да има директно влијание покрај намалување на цената на трошоците на енергенсите, да има и почиста средина. Воведувањето на гасот во Република Македонија ќе има бенефити за целокупната економија на земјава и граѓаните. Веќе од минатата година има забележително намалување на цената на природниот газ, бидејќи веќе количините се зголемуваат, но во натамошниот период очекуваме со приклучување на поголем дел на индустријски капацитети, со поврзување на дистрибутивната мрежа која очекуваме наредната година веќе да почне да се гради, и приклучување на енергетски комплекси да се зголеми целата потрошувачка на газ во Република Македонија. Тоа значи дека може да очекуваме дека Македонија ќе стане и играч на пазарот на природен газ, што значи и влезната цена во државата ќе се намали, а тоа директно ќе се рефлектира и кон крајните потрошувачи. Ова е дел од проектот за изградба на националниот гасоводен систем во Република Македонија. Повеќе од 50% од работите се завршени во источниот дел од земјава, помеѓу Штип и Неготино. Оваа делница се очекува да биде готова до крајот на годинава.